Казната за лисицата и волкот. Еднаш многу одамна, волкот и лисицата решија да се побратимат и почнаа да живеат заедно и заедно да се грижат како да обезбедат храна. Па така, еден ден лисицата и волкот донесоа дома еден ќуп со мед. Го скрија во една дупка близу до куќата, да им биде подготвен за зимата. Но не помине многу време, а на лисицата и се пријаде мед. Цело време се мислеше како да се најада да не дознае волкот. По долго размислување и падна на ум една и троштина. Кумче, волче, му рече лисицата на волкот, некој тропа на вратата, да одам да видам кој тропа? Оди, одговори волкот. Лисицата дојде до вратата, ја отвори, па по некое време пак се врати кај волкот. Кој тропаше на вратата? Праша волкот. Ме канат за кума да крстам дете, рече лисицата. Да одам или не? Оди, рече волкот. Лисицата пак отиде веднаш во дупката кај ќупот со мед, па убаво си се најаде. Кога се врати назад, волкот ја праша. Како го крсти кума лисо детето? Начмиш, итро му одговори лисицата, а будалиот волк не разбра што сакаше да му каже, дека го начнала медот. По некое време, на лисицата пак и се пријаде мед. Па пак викна. Кој тропа? Преправајќи се дека слушнала како некој тропа на вратата. А потоа го праша волкот. Кумче, волче, некој тропа на вратата, да одам да видам кој е? Оди, говори волкот. Лисицата појде до вратата, па пак се врати назад. Кумче, волче, ме канат за кума, да одам да крстам дете. Да одам или не? Му рече трицата на волкот. Оди, и рече волкот без да насети ништо. А лисицата со трчање отиде кај ќупот, јадеше и изеде половина од медот. Кога се врати назад, волкот ја праша. Како го крсти детето кума лисо? Начмиш преполовиш, одговори лисицата, а пустиот волк пак не свати дека лисицата го преполовила медот. Мина време, а на лисицата повторно и се пријаде мед. Виде, не виде, свика. Кој тропа на вратата? И од кога отиде Божем да види кој тропа, му рече на волкот. Кумче, волче, ме канат за кума, да одам да крстам дете. Да одам или не? Волкот и рече да оди, а таа право кај медот. Овој пат го изеде целиот, а празниот ќуп го истркала по долот. Кога се врати дома, волкот ја праша. Како го крсти детето? А лисицата одговори. Го крстив куме, тркалец малец, дури водолец. И така лисицата го изеде целиот мед, а будалиот волк не можеше ништо да ја разбере. Како што вели поговорката, ако се сториш овца, секој ќе те стриже. Односно, не треба лекомислено да веруваш секому, оти ќе останеш со празни раце.